Почитувани љубители на литературата, културата и уметноста, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Многу се радувам кога спроти мене имам силни жени, иако потенцирајќи го тоа, ние практично самите признаваме дека се уште се бориме за нашиот статус во општеството, но кога ќе видите која е мојата соговорничка, ќе видите дека жените одамна ги менуваат состојбите, одамна ги креираат особено културните политики и дека еден активизам од сенка може да придонесува многу повеќе во општеството отколку институционално. Станува збор за Искра Гешовска, која што можев само да кажам маргина, точка, јадро, ќе ви беше јасно дека ова се силни упоришта кои што се коректор и на власта и на луѓето кои што сакаат да наметнат некои други критериуми, некои други стандарди во културата, но за среќа ние имаме да се пофалиме вакви луѓе кои што се opinion makeri. Искра, јас малку ми е конфузна оваа најава, ви посакувам добре дојде во Астрорум, меѓутоа вие сте тука да ни објасните што овие повеќе од 2, па веќе и 3 децении правите во нашето општество и доволно да ги споменеме макар дел од проектите кои што се врзуваат за вашето име и да ни стане јасно кои се придобивките од ова делување. Значи, на почеток добре дојдовте. Добре најдов и благодарам за поканата за тоа што навистина е задоволство да се разговара со соговорничка која што длабоко ги проникнува не само општествените состојби, туку и сите интелектуални и емоционални динамики. Ето така, ве доживува. Ви благодарам и вам. Мене ова дури ми создава некоја трема, бидејќи сите ваши јавни настапи се навистина одмерени. Многу често сведочиме на луѓе кои што вербално се многу силни, знаат како треба да се сменат работите, како да се оди кон подобро, но кога ќе дојдеме до теренот, станува малку поинаку. Јас сега на почеток ќе се обидам да ве вратам наназад, колку што ве држи меморијата и ќе споменам дека постоеше една вистинска оаза која што се викаше Точка на времето каде што вие прв пат некако не запознавте со тој невладин сектор. Мораме да кажеме дека сме млади како општество во областа, сега веќе многу посилни. Како беше на почетоците да се примат вашите пораки, а не доаѓавте од некоја државна културна институција? И која беше вашата визија тогаш? Да, не беше едноставно на почетоците, но беше многу радосно, можам да кажам, и дури ми се чини како да имаше и повеќе радост отколку сега, но добро, тоа е нормално. Почетокот е секогаш празниот простор, секогаш е голем предизвик и со самото тоа предизвикува радост, но и голема одговорност. Ние започнавме една група на луѓе уште со списанието Маргина, тоа беше првото независно списание за
современа теорија, култура и уметност уште во 94-та година и некако сватевме дека во еден миг дека теориската база е клучна, но поважно е она што и сама го рековте, говорот е клучен, јазикот е клучен, пораките се клучни, дискурсите се клучни, но важно е действувањето на терен, формирање, односно аплицирање на она што го имаме како некаква теориска основа. И на тој начин, практично, го формиравме тоа Сдружение на граѓани Контрапункт, и самото име, нели, така се ентузијастички беше тоа Контрапункт, дека стоиме како контрапункт во однос, нели, на официјалните читања на културата како нешто што е елитно, како нешто што постои само за одредена избрана група на луѓе, и решивме да действуваме на терен. Верувавме дека она што е важно е да се пристапи кон едно поинакво читање на културата кој што ќе укаже на незината политичка и општествена релевантност, дека таа исто така го моделира од некој материјал општеството, од креативен материјал, од мисловен материјал, дека културата учествува практично во политичките процеси. Кога велам политичките процеси, мислам на нешто пошироко. Значи, генерално, точка е производ, така да кажам, со погрдан збор производ, е идеолошката, физичка сопоставеност на она што ние сакавме да го испратиме како порака, што тоа треба да представува културата. Пред се, инаку точка се отвори во 2002 година, Контрапункт се формираше во 2000 година, а точка во 2002 година се отвори, затоа што нас не интересира генерално самоорганизирани вонинституционални модели на действување. Сакавме да направиме исчекор од институционалната култура, која што се разбира е важна и едно општество не може да постои без таа институционална култура, но чувствувавме, можеби малце ќе бидам поостра во изразот, чувствувавме веќе една сериозна ретроградност во однос на институционалните модели и сакавме да покажеме дека може да постои еден поинаков вонинституционален, отворен модел, каде што оние што ја создаваат културата самите ќе мораат да се потрудат и да ја организираат. Значи, некаква, како да кажам, хоризонталност во динамиките, во иницијативите се обидувавме да воспоставиме. И она што е клучно што се обидувавме да го воспоставиме е таа релација помеѓу културата, творештвото, уметноста, естетското, ајде така да бидам како да кажам, по-класична во изразот, и политичкото. Значи, се она што правевме и што правиме, се уште што правиме и вон точка, нели? Точка престана да постои во 2010 година, но сето она што се обидуваме да го направиме, сите овие речиси 20 години, е да создадеме, односно да инсистираме на таа политичка релевантност на културата, особено на независниот културен сектор, каде што има маса, сконцентрирана маса на критичко мислечки автори, уметници, теоретичари, културни работници. Значи, да покажеме дека културата е едно комплексно поле во кое што се проникнуваат интерсекторски различните општествени страти. Не можеме да останеме слепи и да не го споменеме периодот во кој што го преживеавме или за жал се уште го живееме Скопје 2014, кога
институциите сериозно почнаа да тонат, а кога независната сцена стануваше се посилна и посилна, па наеднаш кај некои луѓе се создаде сликата или можеби намерно се наметна дека се изедначи алтернативната сцена со мејнстрим сцената, зашто невладиниот сектор се покажа поподготвен и по прашање на аплицирање во европските фондови и по прашање на човековите ресурси. Тоа се млади луѓе со напредни визии кои што паралелно работеа. Кај нас некако се работи на паралелни колосеци, никако да се фузионираат за една заедничка цел, да работат и институциите и оние кои што делуваат институционално. Ме интересира какво е вашето мислење, дали впечатокот е навистина таков или се работи еве за еден мој субјективен впечаток? Не е субјективен впечатокот, многу е прецизен и тоа е тажно затоа што е така. Јас сум еден од жестоките, би рекла, застапувачи за отворени институции, што би рекла институциите да бидат во поголема синергија со институционалната сцена. Она што се случуваше и зошто се уште тоа не е така. Она што се случуваше предходно, јас би рекла и повеќе од 15 години се случува тоа, можеби 20 години се случува, тоа е тенденција во институциите, е една пасивизираност, едно действување по инерција, една затромавеност и тоа за жал, зборувам во поглед на стратешките чекори, во поглед на организационите модели на действување. И тоа, за жал, честно или на малкото исклучоци, но за жал тоа е на штета дури на, како да кажем, и на содржината, на програмските активности. Од друга страна пак, независниот културен сектор во институционалната сцена, еве така да ја наречеме, таа е многу по-динамична, по-мобилна, некако во трансферот на знаења за нови современи модели на действување е побогата, затоа што токму заради таа низина мобилност институциите се тромави, тие се вкотвени во па, може би тоа има врска и со лагодноста, затоа што тие се од државата поддржани константно, работеле, не работеле, произведувале, не произведувале, какви содржина произведуваат, значи ти имаат константни плати, имаат работнички права, имаат синдикати и така натаму, и тоа така треба да биде. И сега во институционалната сцена го нема сето тоа и таа мора да биде мобилизирана, постојано мобилизирана и да биде отворена да ги осознава сите оние искуства на современи практики во действувањето и во творештвото, како се создаваат новите содржини. Таа воедно е и предходно споменав, воедно е и интердисциплинарна некако. И тоа и дава поголем опсек и простор на действување. И кога институциите во изминатиот период се урушува, независниот културен сектор практично заради таа своја интердисциплинарност, заради таа своја релација со новите современите културни практики во действувањето и уметнички практики, се доби впечаток дека е во многу подобра состојба. И сега тоа е еден парадокс. Независниот културен сектор е во прекарна состојба всушност. И покрај тоа што ние конкурираме на разноразни програми, европски фондови, знаете, тие фондови даваат за активности, не даваат за преживување, како да кажам. Но така
велам парадоксално е што се добива тој впечаток дека и така е, дека независниот културен сектор произведува многу повеќе. Вие рековте станува по-силен, па и мејнстрим, затоа што е поприсутен. Еве во време на пандемија, независниот културен сектор не престана да работи. Ние не сме во позиција да престанеме прво да работиме и да чекаме се да заврши, па во едни идеални услови да си продолжиме да работиме. Ама ние никогаш не сме ги имале тие идеални услови. И можеби тоа е, како да кажам, моторот што не подбутнува, тоа е ветерот во крилјата, значи тој пркос и тоа чувство на одговорност да го смениме амбиентот. Значи во постојано одговорност за постојано преиспитување, критичко преиспитување, редефинирање на состојбите во културата, во општеството, менување. И вие не можете да запрете всушност да работите, па макар немали никакви фондови. Просто имате порив да создавате, затоа што во ниту еден момент не сте имале комфор. И моето мислење е дека животот и не е комфор. И следствено не може никој, особено уметникот, нема право. Мислам, секој мислечко битие нема право да се чувствува комфорно. Мора да се чувствува одговорно, мора да се чувствува во постојана действителност и мора постојано не да чека некој нешто да му даде, туку ние мораме да дадеме и во таква заемно проникнување, заемно давање, чувствување на вистинска, не лажна заедница, само како што сега би рекла веќе станува и модерен оној збор на commons, заеднички добра, заедници, сите зборуваат за тоа и тоа така треба да биде, но не да остане на едно конференциско ниво, не само на едно, како да кажем, истражувачко ниво, туку да биде темелито аплициран во нашето битие, во нашите животи. Така што, не знам колку доблесно одговарам на прашањето, бидејќи е многу голема темата и многу комплексна, но мислам дека е краен миг за да не се уруши културата и воопшто читањето, идејата за културата во себе, особено овде кај нас, од е тргната кон таму, за да не се уруши, мора јасно да се реформира и редефинира она што е институционална култура. Краен момент е, инаку неодржливо е овој модел сега што го имаат со милион концептот за отворени институции, создавање на нови институционални модели е нешто што мора да стане прва точка на дневен ред. Да се обидам сега, Искра, во овој вториот дел од интервјуто да ве вратам уште поназад и да ве прашам дали секогаш бевте ваква проактивна, дали од секогаш покажувавте афинитети кон уметноста, културата, борбеност, желба да се истакнат вистинските вредности, да се укаже на негативните, девијантните појави. Се сеќавате ли кога бевте мала, едно такво обично прашање, што сакавте да бидете? Дали ја имавте оваа визија уште тогаш? Па морам да признам, моите родители велеа стално го имаме најмирното дете, ама најтивко бунтовното дете. Значи, јас од секогаш сум го имала тој порив да одам наспроти, но не само заради, како да кажам, наспротив за да бида наспроти. Туку, аналитички, критички да ги преиспитувам сите нешта. Моите родители се актери, па сум израснала во театар и можеби од таму, буквално сум израснала во театар, затоа што таква природата на професијата, во тоа време не постоја дадилки и така натаму, па јас од училиште таму ги пишував моите домашни и
кога ќе завршев со се што имав со сите обврски околу училиштето, веднаш влегував во темнината на салонот и ги гледав пробите. Знаете, да се расте во театар е многу интересно затоа што прво, тоа е една од покомплексните уметности, има во себе интегрира разноразни нешта и книжевност, и визуелни уметности, и музика, се нешто интегрира, но исто така носи еден суштествена вертикала која што гледам дека ја формирала мојата личност, а тоа е критичност. Критичен одговор, диалогичност и критичност, практично. И театарот, воопшто по дефиниција од Аристотел навака, почива врз конфликт. Ама кога велам конфликт, не мислам исто конфликт заради конфликт, туку тоа е една креативна конфронтација. Конфронтација која што ќе доведе до катарза, односно до промена. Така што мислам дека од секогаш тоа била некаква карактеристика на обликувањето на мојата личност. Од секогаш сум сакала исчекори, сум сакала трансгресии. Јас исто така сум сакала да се застапувам уште од мала, се сеќавам од основно училиште, па и во гимназија понатаму, сум се застапувала за и жестоко дури понекогаш сум се борела за праведни некакви динамики. Со самото тоа сум влегувала во конфронтација со авторитети. Затоа што и моето воспитување било такво, дека не постојат авторитети. Постои, значи, заемност и постои дека љубовта всушност почива врз една критичка взаемност. Како да кажам, ако љубам некого, тогаш ќе бидам критична кон тој некој. Тоа значи дека ме интересира да биде подобро, да биде подобар. И очекувам исто така тој некој да биде критичен кон мене. Ако не сум критична, тогаш сум индиферентна на крајот на криштата. Така што, да, мислам дека од секогаш сум го носела ова во себе. Никогаш дури никогаш не сум влегла да работам во ниту една институција, токму заради тоа што сум сметала дека имам одговорност да креирам самата простори и на тој начин да се разбира во заедница со други луѓе со кои што ги делиме идеолошките, естетските вредности и со тоа да придонесувам некако за општеството, градејќи ја на пошироко рамниште таа критичка култура. На крајот на криштата еве завршив така некако со тој фестивал КРИК, што се нарекува, фестивал, односно платформа за критичка култура. Многу ми значи создавањето на критичка култура, но не само сега, исто и овој збор, како и Commons, и овој збор многу често се употребува, односно оваа синтагма, критичка култура, но работата е да не останат нештата на тоа рамниште, туку да бидат апликативни и да ги видиме на дело. Ги споменавте вашите родители, тие секако делувале на обликувањето на вашата личност, но знаеме дека натаму во животот и самата средина, и работната средина, и образованието ја брусат личноста. Во таа смисла, кои други личности би можеле ли да одвоите некои клучни луѓе во клучни моменти кои што ви ги дале вистинските насоки, или макар ви рекле дека не е тоа вистинскиот пат, можеби треба да се преиспитате, да појдете во некој друг правец, или така, ќе можете ли да се сетите? Може тоа не мора да се личности, може да се книги, некоја која што ви паднала во раце во вистинскиот момент, такви круцијални нешта. Да, па има и мислам конкретни личности од блиското обкружување, но има и би почнала кои се формативните
луѓе на некој начин кои што веројатно не се формативни само за мене, кои што ме научиле, ме обликувале и ме научиле дека е важно да се има интегритет, дека е важно да се оттре во својата замисла, да се биде борбен и да се биде благородно критичен, но едновремено и да се има чувство за заедница и за поширока солидарност. На 12 години моите родители ми ја подарија Ziggy Stardust од Дейвид Бови и јас мислам дека тоа е една од клучните формативни личности во мојот живот. Не мора да објаснувам зошто, мислам дека е повеќе од јасно. Ги содржи сите овие нешта претходно што ги споменав. Многу важна, Шекспир е исто една од моите формативни личности, односно неговото читање на светот, односно ликовите, практично ликовите кои што тој ги создава се формативни за мене, со нив сум растала, можеби тоа се едни од првите книги што сум ги прочитала како научив да читам. Хамлет е една од првите книги. Така што ете, Хамлет, тој чудесен бунтовен принц кој што се бори за правдата. Тоа објаснува многу работи, ми се чини. Оскар Вајлд се разбира исто така е исклучително важен во моите формативни години, некаде 13 години кога имав го открив. Потоа конкретно ќе ви кажам диалозите на Платон, Сократова одбрана, е една книга која што длабоко мислам дека ме измести кога имав точно 14 години, и да не ги редам уште многуте автори, а во моето непосредно обкружување, јас растев со Петар М. Андреевски, со Блаже Коневски, мислам растев физички, тие беа во нашиот дом. Така што таму тоа беше за едно дете, да ви кажам право, една доста зискателна атмосфера, бидејќи тоа беше една атмосфера на постојана конфронтација, на постојани дебати, на постојано еден контекст каде што децата не беа третирани како деца, туку беа третирани рамноправно и од нас се бараше ние да учествуваме практично во расправите и бевме провоцирани многу често. Јас бев често провоцирана, критички провоцирана, со разни забелешки. Не заради непослушност, како што реков, бев многу послушно дете, тоа е еден парадокс, послушно дете, но всушност бунтовно, провоцирана да ги преиспитам своите позиции и така натаму. И така што, ета, има уште многумина. Исто така можам да кажам дека, знаете, јас верувам дека до смрт сме во формативна фаза. До смрт се, можеби тоа е влијанието од Боуи, нели? До смрт ние се менуваме, додаваме, одземаме од нашата личност, критички се преиспитуваме, така што во новите генерации, за среќа, има исто луѓе од кои што многу учам, кои што се помлади од мене и по 15 години и по 20 години можеби, но навистина многу учам. Можеби можам и да споменам некој, тука се Славчо Димитров, Артан Садиков, Бранимир Јовановиќ, Никола Гелевски, добро, тој не е од новите генерации, тоа е моја, речиси моја генерација, малку постар, но има многу луѓе од кои што навистина многу учам. Јана Коцевска не би сакала да заборавам и така натаму. Јас Вие сте ми сведок дека не се договоривме ништо пред оваа емисија, но пред мене ги имам делата на Петар М. Андреевски илустрирани од неговата внука, Воскресија Андреевска. Ете, сакаше да се случи оваа иконографија, да се поклопува.
Никогаш не сум ве прашала и не сум ги знаела овие работи за вас и за блиските средби и конфронтации со Петра Андреевски, но кога ќе се видиме во живо од продукцијата на Арс Ламина, ќе можете да си одберете и друга литература, но кога споменавте, ако ја немате оваа едиција, на 10 дела од Петра Андреевски, навистина се прекрасно илустрирани, дадена една нова димензија од неговата наследничка Воскресија, навистина многу талентирана илустраторка и уметница. Претпоставувам дека ќе ви се допаднат, само нека заврши оваа пандемија да можеме и вака одблиску да ги расправаме овие работи, да критикуваме, но со една мисла за постигнување добробит за сите, за една убава културна клима каде што нема да возиме на паралелни колосеци, туку ќе живееме заедно, нема да не интересираат квоти, кој колку ќе добие од проекти, туку ќе можеме заедно да твориме непречено. Јас имам толку прашања за вас, Искра, а мислам дека времето веќе одминува и ми останува само да ве прашам на крајот. Ние разговаравме сега кои се многу често фалинките на ова наше општество, но сметам дека гледачите ќе стигнат до вашата идеја, до вашата цел. Но можете ли да ни сублимирате кога ќе бидете најсреќна? Сега и тоа не го знаев, прочитав од вашата биографија дека сте надворешна соработничка за култура на нашиот председател. Верувам дека од таа позиција макар ќе можете да дошепнете некому и тоа да биде слушнато, како да целиме подобро општество и сите да можеме да уживаме во културата, независно дали е таа иницијатива на невладиниот сектор или на институциите, кога повеќе ќе престане да ни интересира од каде доаѓа идејата, туку ќе почнеме да ја восприемаме непречено и да се храниме духовно на вистинскиот начин. Да, јас се надевам дека сепак во оваа земја постојат јадра и каде што можеме да бидеме слушнати. Јадра кои што се бескрајно отворени, не само да слушнат, туку и да разберат и да действуваат во насока на променување. Зборам за институционални јадра. Би требало да има повеќе такви. Сега има осамени, би рекла, такви јадра, кои што сакаат да помогнат и да влијаат на некој начин. Еве сега зборувам за секторот култура. Ќе бидам радосна доколку успееме некако да разбереме дека само заедно, мислејќи го општеството во целост, со самото тоа рамноправно мислејќи културата како навистина важен општествен и политички столб, кој што е важен за културната дипломатија и за натрешното духовно живење на овие простори, дека само така ќе обезбедиме некакви стабилни насоки за идните културни политики кои што ќе бидат развојни културни политики. И верувам, се надевам, односно, дека ќе има такви институционални јадра кои што ќе се отворат повеќе за мислењето и за влијанието некако на оние кои што на друг начин ја живеат културата, а и воопшто животот. Не знам, радоста е една комплицирана категорија. Не знам кога ќе бидам целосно радосна, но јас главно се обидувам да бидам двигателна, да учествувам и да не се откажувам. Ето тоа е мојата радост. Да учествувам и да не се откажувам. Искра, јас ви благодарам за овој инспиративен разговор и ви посакувам да си останете така, да си го чувате себично Хамлет во вас
да одите секогаш спроти ветерниците како Дон Кихот и да во целата таа борба за подобра културна средина, подобро општество, да ве следи радост, зашто никогаш нема среќни времења, ниту за култура, ниту за уметност, да не се лажеме, но да не храбри тоа дека најубавите нешто излегуваат токму од тешки времења. Ви благодарам уште еднаш за ова гостување. Благодарам за поканата и навистина е убаво да се има со кого да се разговара и со кого да се споделиме. Благодарам.